Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Над 1000 вработувања во институциите на државата е последната така наречена мерка на власта, чија цел е предизборен подкуп и намалување на поразот на изборите. Лицемерието на СДС и ДУИ за последните вработувања се гледа во лажните изјави, дека не станувало збор за нови вработувања, туку за наводно трансферирање на работен однос. Дека се фатени во лага говори и податокот дека во оваа група на нови вработувања предвидени се 100 унапредувања преку интерни огласи во институциите. Почитувани, од анализата која ја направивме, може да се види дека овие унапредувања преку интерни огласи се во државните институции, односно министерствата и општините каде градоначалниците се од редовите на СДС и ДУИ. Ова е доволен показател за тоа која е целта на масовните вработувања. Речи си и да нема министерство каде што нема распишан оглас за нови работни места или за унапредување. Имено, станува збор за унапредување во Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија, Министерство за информатичко општество и администрација, Министерството за образование и наука, за транспорт и врски, Министерството за труд и социјална политика. Во Министерството за финансии ќе се унапредат дури 39 лица. Во Министерството за политички систем ќе се унапредуваат 16 лица, Одбрана ќе унапреди 11 лица, Управата за заштита на културното наследство ќе унапреди 7 лица, едно лице во општина Крушева, а дури 23 унапредувања предвидел Рамис Мерко во општина Струга. Власта треба да одговори за кои лица е предвидено ова унапредување. За оние кои сакаат да ги згрижат пред да заменат од власт или пак за оние лица на кои треба да им се одолжат за досега сработената партиска активност. Почитувани граѓани, ваквиот чекор е уште еден доказ зошто Македонија има нефункционален систем. Зошто за Македонија речици во секој извештај на Европската Унија е споменувана партизираноста на јавната администрација и вработувањата пред избори. Зошто имаме распаднати државни институции. Граѓаните немаат доверба во институциите, токму поради ваквиот пристап кој 7 години го имаат СДС и ДУИ на чело со Ковачевски и Ахмети. Почитувани, јавниот сектор се полни, но граѓаните немаат квалитетен сервис. Затоа на системот на Македонија и е потребен рестарт. Темелни реформи затоа што во Македонија никогаш не било полошо. Важно е да ги поразиме. Ви благодарам.